Почитуван вице-премиер Бетичи, почитуван Мирослав Вириевич, главен финансов директор на HTEC групацијата, почитувани присутни представници на медиумите. Инвестициите кои отвораат нови работни места се директен показател дека кога се има визија и зацртана цел, опциите за развој и напредок на Северна Македонија се огромни. Ова го говори и фактот дека компанијата како HTEC, дел од групацијата HTEC, која е брзо растечка компанија за технолошки консалтинг и развој, со седиште во Сан Франциско, Калифорнија, истовремено присутна со активности и во Југоисточна Европа, ќе отвори 300 нови работни места во државата. Компанијата подпиша договор со владата според законот за контрола на државна помош за 5-годишен инвестицијски проект започнат во јуни 2021 година со вредност од 4,5 милиони евра. Владата во овие кризни и непредвидливи времења застана позади работниците, работодавците и деловниот сектор. Поддршката на компаниите во времења полни со предизвици е од клучна важност, бидејќи така им овозможуваме на компаниите да влезат во инвестицијски процеси, а сето тоа доведува до забрзан економски раст, раст на бруто домашниот производ, како и етаблирање на Северна Македонија на глобалните пазари во Европа и светот. Граѓаните овде имаат капацитет, имаат вештина и знаење и драго ми е што ова го препознал менаџерскиот тим на HTEC за токму овде, во нашата земја, да основаат нов развоен и истражувачки центар, во кој е предвидено да се вработат инженери и дизајнери за развој на нов високотехнолошки софтвер, дигитализација и создавање на високотехнолошки производи. Ние како влада даваме можност и предност за инвестирање во Северна Македонија. Нудиме стабилност на инвестициите во земјава, но наш клучен услов се одржливи и добро платени работни места за нашите граѓани. Владата создава подрачје за безбедно инвестирање и наша цел е да создадеме услови по светски терп неопходни за непречено функционирање на компаниите без разлика дали се странски инвеститори или домашни инвеститори. Со отворање на вакви работни места им нудиме перспектива на младите да останат да работат и да инвестираат со труд и знаење во сопствената држава, а во исто време да бидат европски платени. Оваа година поддржуваме рекордни 417 компании и секоја година го зголемуваме буџетот за поддршка, кој годинава ќе се исплати во износ од околу 1,7 милијарди денари. На крај сакам да честитам за решителноста, визијата, одлучноста и успехот кој што го има HTEC на светскиот пазар за оваа инвестиција, која во вакви кризни времења не отстапува од своите бизнис планови. А владата е овде да ја поддржи секоја компанија која нуди добро платени работни места за нашите граѓани и кои нудат можност за нашите граѓани кои преку вработување во истите да учат, да се усовршуваат и да напредуваат и преку знаењата и вештините кои што ќе ги стекнат во ваква компанија да бидат конкурентни на светските пазари. Ви благодарам.